Добър ден, почитувани ученици, родители. Денеска за овој час имаме вежбички за дело на телото, нозете, за мускулатурата на нозете и денеска ќе покажеме како ќе може да се загрееме ние во нашата просторија, во домашни услови, дома, соба, во било која друга просторија, да поврземе 2-3 заедно и да направиме вежби за загревање, за истегнување, обликување на мускулатурата на носите. Значи полека, во час ги одвојуваме, ги поделуваме делови на тело со вежби, за да можеме да направиме јасна представа што и како се вежба, а потоа ќе пробаме по некој реквизит да вметнеме да ни биде поинтересно и на крај ќе почнеме со веќе други елементи каде што сите делови на телото ќе се вклучуваат во еден час. Бидејќи имаме нозе, загревање на мускулатурата на нозете, ќе почнеме ние со, да речеме, одење по една права линија, која што вие може да биде ни средина во вашето домче, во вашиот ходник, во вашата соба и да речеме стапало пред стапало, чекор пред чекор, во смисла на една равнотежа. Потоа ова линија, ако е завистана или исцртана, или може да биде залепена некој лепак со надворешниот дел на стапалото правиме одење врз таа линија. На ист начин може да направиме движењето со натрешен дел на стапало, може и по линија, но не е битно колку по линија, може и побитно е да навистина се гази на натрешен дел на стапало. Потоа може ова да го направиме и на петица, но загревање, на две страни, да се раздвижите во собата, колку и да е просторот во самата соба, на прсти, раздвижување, малку полека, интензитет ќе додаваме, потоа може да го направиме ова и крстено, да речеме во една замислена линија, нога преку нога, а се чекори на напред. Исто во може да замислиме нога преку нога, но истото да го направиме во движење на назад, до може и да се види. Бидејќи ќе сакаме да се подраздвижиме малку, да се подзатоплиме, сега и овој период може да се изведува движење. Без разлика ако е студено, да речеме да можеме да направиме движење, односно трчање во место. Ако сакаме само носите да работат, раците може да пратиме отзади, тој начин, и ова може да го направиме во движење низ нашата столичка. Долго имаме некоја шара, некој елемент на паркет, на под, на плочка, на теписон, тепих, што и да е, или сме поставили некој книвче, некоја тетрадка, некоја играчка, можеме исто ова движење да го направиме и помеѓу тие шарички, без разлика дали се тоа квадрати, кругови, цветови, што и да има. Истото може да движење да биде и на нас. На прсти. Или, гледаме два шаго директно чело и движење напред. Да речеме, бидејќи акцента е на предножување на свој нозете, може да го направиме предножување со згрчени нозе, високо подигнати во коленици, но може, за да сме најасно колку тоа ние високо може да ги подкренеме, колениците во предножување ќе оди со тапа. Ова, за да го спожнеме, може и да се раздвижиме. Така, може да се раздвижиме во просторот и да ги включиме и нашите нозе. Но, долго сакаме малку да дадеме динамика, добро е после ова вежба на истренување, малку да направиме некој скоч на подскоци со нозе, може суношни подскоци лево и десно,
И сега да пробаме еднаш-два пати колена да ги подкренеме што повисоко, бидејќи одат на напред. Това ни е задача. И сега ова можете да го движите. Дома. Чекор, 2, оп. 1, 2, оп. Това напред би изделало 1, 2, дочекор, отскок, 2, оп, отскок. На този начин може да се малко да се изгледат вежби динамични за загревање и за воведување во овој част, кој што веќе се задишуваме и гледаме да ни биде малку поинтересно. Ако ни е потребно да имаме поголем простор движење, може да ги поврземе соба со ходник, па например предножувањето наместо со 3 чекора да завршиме во нашата соба, може да излеземе, да ги поврземе со да кажеме со ходникот и веќе или да дојдеме во друга соба и овие движења на предножување да ги изведеме на тој начин. Би се вратиле можеби назад, но да пробаме со задножувања на назад и полека од некоја да кажеме баланс, некоја вага, во некои задножувања, каде што ќе се вратиме до почетна положба во собичката. Одножувања на страна, претежно вежбите ги правиме од стоење, а во другиот час каде што ќе имаме вклучено работа со нозе, можеме да вклучиме реквизит, па ќе работиме и од седење и од клекнување и подпирање. И сега, за да не биде во место, може чекор, пак одножи на страна, чекор, до став споен и на другата страна. И еве да кажеме, можеме да си направиме различни игрички, каде што ќе, или да кажеме, може да се сврти, да направиме одножување, но потоа и едно свртување. Одножување, па едно свртување. Така да имаме во тој дел повеќе вежби, каде што ќе ни направат нас да ни биде интересен овој дел, каде што се изолирани само носите. Бидејќи ќе сакаме пак малка динамика, може со најследнични чекори десна, лева, десна, напред и да ги вклучиме раците, но ако сакаме да ги изолираме да бидат само нозете, остануваме со раце поставени на раменици, со шапките, прстени и отат само носите. Хубаво е било да ги малку да одмориме во овој дел, малку да ги раздвижиме и коленицата, но ќе го раздвижиме секако и зглобот на стапалото, доколку сме боси на овој начин, може малку да ги раздвижиме и зглобовите на прстите на стапалото. Сигурно ќе направиме вежби за истегнување, од став споен, ова вежба веќе често ја работиме со повлекување на подколеницата кон назад, телото колку кон напред, со цел што повеќе да се истегне над коленицата. Исто го правиме на спротивна страна, можеме да се свртиме неколку пати, да не ни биде монотонно стоење и гледање, но во секој случај имаме комбинација. Плавот преклон со споени надстав, став споени стапала, споени нози справени во коленици, се спуштаме од преклон напред, кој колку плавот преклон, колку може до прсти, до под и во вториот обид, виткаме и глава и се спуштаме што повеќе напред. Сакаме да направиме почести и подобар подлаво преклон да го зголемиме, крстуваме и одиме длабоко сега повеќе на задната нога. Пак може уште еднаш и нешеме длабок предклон во една динамика, да не биде во место.
на неколку пати и еве веќе по голем ефект. Вежба за истегнување на задниот дел на трицепсот на подколеницата. Исто ја правиме во едно движење, во една динамика, во чекор пред чекор, чекорење напред, пршти по таванот, по фонот, горе и допир, но истегната цела нога во затегната во злобод на колено. Еве, одстав расчекорен поширок, може да ги отигнеме внатрешниот дел на нозете со почочнување на лева нога, почочнување на десна нога, но може да му дадеме динамика, да не биде во место, да се раздвижиме, или пак да одиме од став за ставнување, спуштање, пак уште еднаш. На тој начин да внесеме малку динамика во часот. Исчекор напред, спуштање на предна нога, во овој случај десна, задната нога истегната во след изглоба со петица на под. Исчекор напред, затегната во след изглоба со пета на под. И на овој начин правиме истигнување на задната мускулатура на носите. Малку раздвижување во зглоб на колк, кон надвор и со друга нога, нормално 7 до 8 пати, ако дека покажуваме 2 до 3, но ги покажуваме во место, а потоа можеме и со движење, затоа да стигнеме до 10 пати. На ова видео покажуваме како може да ги разработиме во движење. Сега може истото да се направи и со движење надвнатре, но овој дел надвнатре уште полесно, уште поспонтано оди во движење со подскокнување. Доколку имате простор во собичка, доколку не поврзуваме со ходник, да речеме, одиме во семејна сола, дневна сола, како и да е, и можеме да ги направиме овие вежби во движење со цел да ни биде што поинтересно. Јас на ово би додал уште една вежбичка со вкрстено одење, каде што овој дел со засуци, колку и нозе, малку ќе се истегнеме, а е занимлив. Еднаш ногата оди пред, еднаш позади. Значи, задната нога оди еднаш преку предната напред, еднаш позади предната одназад. И оп! Со некои вкрстувања, малку даваме движење, малку даваме динамика. Она вежба со често пати работиме за предна ложа, со исчекор напред, почушнување, до прва павол со раце во надрачување е подобра за глава, но доколку сакаме рацете сега да ги изолираме, да се фокусираме само на нозе, изгледа да ја правиме со раце ставени на шаки, ставени на раменици. Тоа од предена ова, челена ова, однапред, изгледа вака, но истата вежба, еве, за овој час ќе направиме и кон назад. Значи, зачекор назад, почушнување на задна нога, еве, како изгледа тоа странично. Тело нормално исправено. Може и колкови раце да речеме, ако некој му е потешко и еве. Значи, некои зачекорувања, предчекор, исчекор, предложувања. Се обидовме да ги ставиме во оваа наша собичка, во ова наше домче, со неколку вежби каде што спојувавме, излегувавме од собичката во ходникот до другата соба и направивме малку да ни биде по-интересно, по-динамично. Јас ви благодарам за овој час. Се гледаме на следните 2 до 3 часа, каде што ќе ги повториме деловите раце, раменски појас на следниот по неговата вежба за труп, а потоа пак за нозе, но ќе примениме реквизит јаже, палка или обрачко хоп, кој се надевам дека во домашни услови ќе биде доста интересно. Гледање.